Добро вечер во најновото издание на Cybershift. Во него ви припремивме многу интересни содржини. Останете со нас. Се враќаме веднаш по краткиот джингл. Windows 10 моментално се користи од страна на повеќе од 200 милиони корисници. Со оваа информација, оваа недела официјално излезе Microsoft, објавувајќи и дополнителни статистики поврзани со оперативниот систем. Како што и очекувавме, неофицијалните информации кои што ги објави Вим Бета минатата недела се покажаа како точни. Windows 10 моментално се користи од страна на 200 милиони корисници, па и повеќе. Со оваа информација оваа недела официјално излезе Microsoft, објавувајќи дополнителни статистики поврзани со оперативниот систем. Според нив, Windows 10 има поголема стапка на раст од Windows 8, очекувано, но и од Windows 7, односно 400% повеќе од осмицата и 140% повеќе од седумката. Статистиките покажуваат зголемен број на корисници на новата унифицирана продавница за апликации, бројот на поминати часови на оперативниот систем, задоволството од користењето и слично. Следењето на бројот на корисници на Windows 10 можеби е поинтересно поради потенцијалното влијание на успехот на мобилната верзија од оперативниот систем. Се уште чекаме да видиме дали големиот број на корисници на системот ќе ги мотивира програмерите да развиваат апликации, а истите да ги направат универзални и со тоа достапни и на мобилните. Бројот од 200 милиони корисници, иако одличен, сепак статистиките за процентуалното учество на системот во споредба со другите покажува дека се уште има доста работа за да се нарече голем успех. Windows 10 според Net Market Share ја заврши годината со нешто помалку од 10% пазарен удел, поточно 9,96%. Тоа е се уште многу помал удел од Windows 7, од кој што корисниците никако да се откажат и поради тоа има удел од 55,68%. Геймерските мауси веќе подолго време не добиваат некои поголеми подобрувања, освен во сензорот и ергономскиот дизајн. Сепак, SteelSeries, еден од најголемите производители на ваквите компоненти, има некои вистински подобрувања во новиот Rival 700, кои би требало да ги привлечат хардкор геймерите. Геймерските мауси веќе подолго време не добиваат некои поголеми подобрувања, освен во сензорот и ергономскиот дизајн. Сепак SteelSeries, еден од најголемите производители на вакви компоненти, има некои вистински подобрувања во новиот Rival 700, кои би требало да ги привлечат хардкор геймерите. Она што прво доаѓа во очи од спецификациите на новиот Rival 700 е секако OLED дисплејот во предниот лев агол. Овој мал дисплеј може да прикаже многу информации, како и да пушти модифицирани гифови по желба на играчот. Например, дисплејот може да покажува какво оружје користите во играта, колку енергија имате останато или пак информации за наместената сензитивност на сензорот, или пак за макроопциите на вградените копчиња, можност за користење на повеќе команди во играта, само со клик на едно копче. За да може целосно да биде искористен OLED дисплејот, играта треба да е специјално развиена за овој маус, но тоа секако е очекувано. Секако многумина од геймерите и нема да бидат претерано израдувани од дисплејот. Многу од тие информации можат да се видат и во самата игра, без да се тргнува погледот од тоа што се случува на екранот. Затоа Rival 700 има уште еден адут во раковот, а тоа е фидбекот со вибрации. Сите кои играле на некоја играчка конзола, а веројатно тоа го имаат направено многу од вас, имаат почувствувано тресење на џојстикот кога ќе ве удри непријателот или слично. Од сега тоа ќе можете да го почувствувате и со овој маус, и тоа без да се расипе прецизноста на сензорот во тој момент. На крај, не помалку важна е можноста за модифицирање. На Rival 700 ќе можете лесно да му го смените сензорот за некој кој повеќе одговара на вашите потреби, или пак да му го смените кабелот, како на пример пластичен или плетен. Сите овие новитети имаат и своја цена. Rival 700 чини 110 евра. Сепак за хардкор геймерите кои вложуваат многу повеќе пари во самите компјутери, ова е само ситница, која може живот да изначи во игрите секако. Кинеската компанија Ehang го представи првиот дрон кој ќе може да се користи и за превоз на патници, или пак мал товар со тоа што има кабина и 4 перки, кои го разликуваат од стандардните хеликоптери, вклучувајќи ја и на водната поголема безбедност и стабилност.
Кинеска компанија го представи првиот дрон кој може да се користи за превоз на патници или пак мал товар со тоа што има кабина и 4 перки кои го разликуваат од стандардните хеликоптери, вклучувајќи ја и наводната поголема безбедност и стабилност. Дронот има одлична замисла, но технологијата е далеку од супериорна, бидејќи се соочува со одредени лимити, како на пример летот може да трае едва и половина час пред да се потроши батеријата. Дронот може да лета на височина од 300 метри со брзина од 100 км на час, додека пак патникот внатре нема да може да управува, туку само да внесе команда за полетување и слетување. Леталото звучи како интересен и футуристички концепт, но истовремено и премногу скап, бидејќи ќе чини меѓу 200 и 300.000 долари. Што да правите ако телефонот ви падне во вода? Зимата е опасен период за паметните телефони, исполнета со ниски температури, снег и многу водени површини. Еве како да се заштитите. Извадете го телефонот колку што е можно побрзо. Колку време подолго ќе помине телефонот под вода, толку се помали шансите за спас. Затоа место паника или пцовки, реагирајте брзо и извадите го телефонот од водата. Исклучете го. Штом ќе го извадите телефонот колку што е можно побрзо, исклучете го. На тој начин може да спречите краток спој, кој може да биде фатален за уредот. Расклопете го. Ако батеријата на телефонот може да се извади, направете го и тоа, а потоа извадите и картичката. Ако постојат и други делови што лесно се вадат, направете го тоа. Не го сушете со фен. Сушењето со фен значи како разумна идеја, но не е препорачливо. Топлината на фенот може да ги уништи внатрешните делови. И ако постојат совети дека е паметно да се стави во замрзнувач, тоа е подеднакво погрешно и штетно како и високата температура. Орис или силициум диоксид. Ако вашиот телефон изгледа суво однадвор, не значи дека е сув и однатре. За да ја излечете останатата влага од него, користете орис. Најдобро е да наполните некаков сад со сиров орис и таму да го ставите телефонот за да отстои извесен период. Алтернатива на оризот може да биде силициум диоксидот, кој вообичаено може да го најдете како хартиена кесичка во кутијата со нови кондури. Кој метод и да го примените, телефонот би требало да стои во садот околу 3 дена. Исчистете го убаво. Ако паднал во некоја валка на течност, можно е да треба убаво да го исчистите од внатрешноста. Тоа може да опфаќа работи како расклопување на телефонот и чистење со четкичка натопена во алкохол. Сепак ваквото расклопување и чистење може да биде посериозен потфат, па ако ви изгледа комплицирано, може би е подобро да го дадете на сервис. Во паметните телефони често пати се наоѓаат голем број непотребни апликации, кои не само што заземаат голем дел од просторот во телефонот, туку и влијаат врз перформансите на телефонот, како и на векот на батеријата. Во паметните телефони често пати се наоѓаат голем број непотребни апликации кои не само што заземаат голем дел од просторот во телефонот, туку и влијаат врз перформансите на телефоните, како и на векот на батеријата. Освен овие апликации, добро би било и да ги избришете и оние кои сте забележале дека не ги користите. Facebook. Оваа апликација троши батерија повеќе од било која друга. Наместо да ја користите самата Facebook апликација, доволно е да користите букмарк кој ќе стои на вашиот екран и ќе го отвори вашиот профил во самиот интернет пребарувач. Google може да ресетира 75% од сите Android уреди. Ова се апликации кои се наоѓаат на самиот врв кога станува збор за трошење на батерија, затоа што постојано ажурираат податоци. Например, за прикажување на временската прогноза и апликации за времето, подобро би било да ја користите гласовната опција OK Google. Антивирус од Security или било која друга антивирусна апликација. Ако апликацијата ја преземете од сигурносна адреса, односно од Google Play, тогаш телефонот ви е сигурен од вируси, па затоа сите антивирусни апликации се целосно бесмислени. Нивната цел е да ви го украдат телефонот и сите податоци во него. Clean Master или било која друга апликација за чистење на непотребните датотеки. Апликациите од овој тип воглавно бришат непотребни информации и така ги подобруваат перформансите на телефонот, но не се доволно ефикасни за целосно да се завршат работата. Ова можете да го решите сами без имнување на апликација, со бришење на зачуваното cache, одете Settings, Storage, Cache Data, OK. Интернет пребарувач кој доаѓа со телефонот. Во Google Play може да преземете подобар и посигурен пребарувач од Google Chrome, кој оригинално доаѓа со вашиот телефон.
Viber е еден од најпопуларните сервиси за пораки на глобално ниво, покрај Facebook Messenger и WhatsApp. Компанијата сега таргетира уште еден нов сегмент. Станува збор за нова апликација, наречена Viber Wing. Ова е директен ривал на Snapchat. Viber е еден од најпопуларните сервиси за пораки на глобално ниво, покрај Facebook, Messenger и WhatsApp. Компанијата сега таргетира уште еден нов сегмент. Станува збор за нова апликација која е како екстензија на Viber, наречена Viber Wing. Ова е директен ривал на Snapchat. Добивате можност за праќање на фотографии и видеа до 10 секунди, кои се видливи одреден период и потоа исчезнуваат. Можете да одберете дали фотографијата или видеото ќе биде видливо 1, 3, 7 или 10 секунди и потоа ќе биде автоматски избришано. Покрај тоа, имате опција содржината да остане за секогаш во пораката, идентично како во Viber. Viber Wing е веќе достапна за симнување бесплатно на Application Store и Play Store. Nikon ја представи својата најнова камера Keymission 360. Веројатно сте слушнале за најновата камера на Nikon Keymission 360, која од една позиција снима со 360 степени. Исто така имате слушнато и за акциони камери. Nikon објави дека нејзиниот продукт ќе ги комбинира двете во нов апарат, клучна мисија 360. Уредот 360 е компактен, како GoPro, издржлив, водоотпорен до 30 метри. Исто така има Wi-Fi, 4K резолуција, Bluetooth и многу други функции. Она што го прави оваа камера посебна е тоа што можете да се релаксирате додека снимате или фотографирате со помош на нејзиниот моќен стабилизатор. На почетокот на 2016 година за Nikon Keymission 360 Nikon се уште нема дадено информација колку ќе изнесува оваа фантастична камера, но најверојатно ќе биде релативна цена. Во моментот GoPro со 360 степени изнесува повеќе од $1000, вклучувајќи ги и додатоците за секоја камера. Решението на Nikon се чини дека е многу поедноставно, но се надеваме дека функционалноста ќе дојде како премија. Тоа беше се во ова издание на Cybershift. Се гледаме наредната сабота со нови интересни информации. До гледање!